Околу 150 пациенти од трагичниот пожар во дискотеката Пул Скочани добија навремена интензивна рехабилитација во одморалиштето на Министерството за внатрешни работи, каде под надзор на медицински тимови од клиничка болница Штип и општа болница Кочани им беше овозможен целосен третман. Пациентите поминаа низ физикална терапија, добија психолошка поддршка како и стручна нега од пластична хирургија од Скопје. Проектот се оценува како исклучително успешен со видлив напредок кај повеќето пациенти. Доктор Никола Костадинов, раководителот на физикална терапија во клиничка болница Штип, изјави: Изминатите 2 месеца во одморалиштето на МВР беше отстапено со одлука на влада и беше центар за рехабилитација на повредените деца од дискотеката Пулс од Кочани. Имаше околу 150 пациенти кои беа на рехабилитација, таму се одвиваше интензивна рехабилитација со физиотерапевти од Штипската клиничка болница и од општата болница со проширена дејност Кочани. Отприлика имаше околу 150 пациенти кои го посетија овој центар за рехабилитација. Проектот беше повеќе од успешен, имавме голема посетеност и имавме многу добри резултати во однос на рехабилитацијата, не само на однос на физикалниот третман, таму имавме и психолошка поддршка и поддршка од пластична и реконструктивна хирургија од Скопје, колеги. И понатаму се продолжува со интензивна рехабилитација на пациентите во општата болница Кочани и во клиничка болница Штип. Околу 6 пациенти се во Штип, додека во Кочани бројката е многу поголема. Проектот со Пониква заврши во вторникот, во средата, сега продолжуваме со интензивна рехабилитација на пациентите во општата болница Кочани и во клиничка болница Штип. Исто така наш персонал од клиничка болница Штип, физиотерапевти и физијатар, ќе учествуваат во рехабилитацијата во Кочани и исто така паралелно и во Штип. Во Штип моментално мислам дека имаме 6 пациенти, очекуваме со завршувањето на проектот во Пониква бројката се зголеми, а во Кочани има многу повеќе. Иако процесот траеше и ќе трае долго, сепак лекарите велат дека се задоволни согласно добрите резултати на пациентите. Потенцираат дека кај потешко повредените, самата рехабилитација оди многу побавно.